Сега, какво и во прилеп со оглед на тоа дека вечерва тука завршува, практично се затвора театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, па деталите ни ги носи Елизабета Митерска. Бети, повели повтор. Да, повторно добро утро. Токму така, со нетрпение се очекува текот на денешниот ден, посебно точно напладне, кога жирито ќе се огласи и ќе ја донеси и соопшти одлуката која сите со нетрпение очекуваат. Впрочем, која представа е најдобра на годинашниот јубилеен 60-ти Македонски театарски фестивал, кои актерски остварувања, режисерски, сценографски, костимографски и едноставно што беше најдоброто на овој јубилеен фестивал. И прашањето е што ни понуди, прекрасна завршница до вечер ќе имаме, но сите детали ќе ги побараме од нашата соговорничка утрово Сребра Ѓорѓиевска, задолжена за односи со јавност за фестивалот, се што е текот и се случува. Сребра, нека Ирлија фестивалот на завршницата сме, се чекаат последните одлуки, последните впечатоци, што не очекува денешниот ден. Пред добро утро и за вас и за вашите гледачи и ви благодариме многу за целата поддршка што ни ја дадовте како национален медиум. Што се очекува, значи навистина имавме 8 ден денес, имавме 7 прекрасни денови зад нас. Веројатно ќе ни треба многу време за да ги средиме импресиите, меѓутоа еве утрово кога размислував да срочам во неколку реченици. Тимот пред се не радува што имавме преполни сали буквално за сите представи, 13 представи, официјална и независна селекција. Дури посетеност на представи за театри кои што да речеме во изминативе години било нешто помал интерес, тоа беше навистина убаво да се види таа слика. Имавме плодни дискусии на многу важни теми кои што го опфаќа нашиот театар, луѓето во театарот. Се разбудија многу прашања кои што и понатаму се разбира фестивалот само сега ги отвори, но треба да се дискутираат, да се разговараат. Ја имавме програмата Драмолетање во која што обрнуваме внимание на домашниот автор, создаваме нови текстови, односно ги поддржуваме авторите во тоа создавање и што на едноставен начин тие да стигнат до театрите. Имавме многу насмеани деца и креативни во нивното безбедно најубаво место, детската зона покрај Саат Кулата. Прекрасни тркалезни маси, морам исто така тоа да го истакнам, на кои што после секоја представа од официјалната селекција или вечерта или наредниот ден во зависност од обврските на театрите им излегувавме во пресред, имаат премиери и слично. Се разговараше за представите, се полемизираше, понекогаш беше и про и контра, така и треба да биде. Мислам дека од година во година, затоа што во изминативе 4 години ја воведовме, ги вративме на некој начин тркалезните маси, како да имаме напредок, како комуницираме. Значи, односно како веќе разговараме на тркалезните маси. Ако во првата година беше публиката помалку и срамежлива, дали да кажем мислење и слично, јас во мое видување сега имаше на некој начин едукација и напредок и по тоа прашање и со публиката. Сена се јас како јас сум задолжена за промоција на фестивалот и сум во одсо со секоја програма, секоја придружна и секоја активност, можам да кажам дека беше многу живо, многу со позитивна енергија, многу насмеани лица. Пред се мене многу ме радува што гледав театарски уметници, сепак за нив е најмногу фестивалот, кои што се среќаваа меѓу себе, доаѓаа да си гледаат представи на колеги. Фестивалот се обидуваше да им понуди колку што се може да останат во градот, сега и ограничен буџет и слично и нивните обврски и така натаму, меѓутоа фестивалот е место каде што луѓето треба да се сретнат и ние тоа го направивме, пред се имајќи обзир годинава дека е јубилеен 60-та година, многу важен јубилеј и сметам дека многу достоинствено го одбележавме, се потсетивме на минатите генерации, на луѓето кои што го создале и жилаво издржале во овие 60 години ова нешто, Македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински да опстане, а ние да им дадеме почит. Така, напладне ќе очекаме жирито да соопшти она што сите го очекуваат со нетрпение. Вечер е представата во чест на наградените Црно злато, според текст на Дејан Дуковски, авторот во фокусот, на Белградско драмско позориште гостува и
ќе ја види со нетрпение, чека публиката и секако една најава дека ќе имаме и македонска премиера. Само кратко вака да заокружиме. Во 12 часот ќе бидат соопштени наградите, се разбира сите ги очекуваме, да се потсетиме на жири комисијата која што ги оценуваше представите. Председател на жирито е Снежана Коневски-Руси, нашата актерка, а членови се Дарко Лукич и Аида Буквич. И оваа година жирито тоа е концепт да Ана Стојановска, уметничкиот директор, жирито да биде интернационално, за да имаме што појасна слика, односно што помалку можности за влијание во носењето на одлуките. Со нив, со актерите од представата Црно злато ќе имаме средба, односно пресконференција во 11 часот. Тие се многу возбудени што ќе настапат во Македонија. Оваа представа имаше во мај, ми се чини премиера, значи е многу, односно во март се извинувам. Сепак е нова, свежа. Ова е исклучителна можност за македонската публика да ја види. Верувајте, воопшто не е едноставно да донесете представа од надвор, ако е Белград во прашање, тоа е скапа представа со чини едноставно. Меѓутоа нашиот тим се најде начин и сили да успее тоа да го овозможи. Што друго не очекува, се разбира вечер доделувањето на наградите, ги очекуваме среќните актери и сите најдобри да се радуваме заедно со нив и да го заокружиме овој јубилеј. Така, Сребра, ти благодарам што ни беше гостинка, уште овој ден да поминеме завршницата, се заокружи вистински подарок за јубилејниот фестивал, роденденски би рекле и заслужено, и нека му е честит роденденот, нека им е честито не само на оние што ќе бидат наградени, туку и на сите што донесоа богат фестивал кој отвори многу значајни прашања, кој го донесе театарскиот миг кај нас на македонскиот театар. Па имаме уште убав фестивалски ден. Студио.